Петочно издание на регионалните вести. Започнаа градежните работи за проширување и обновување на црквата Свети Атанаси во Брвеница. По тој повод во недела ќе се изврши и молебен за успешен почеток, а со Светата Божествена литургија ќе чиноначалствува митрополитот Господин Јосиф. Од вчера започнаа подготвителните работи за проширување и обновување на црквата Свети Атанаси во Брвеница. Со помош на донации на верниците планирано е да се преместат бочните ѕидови влезот во овој Божји храм, со што ќе се добие поголем простор кој ќе може да собере голем број верници во внатрешноста на црквата. Се започне со изградба на надворешните ѕидови, лево, десно и напред пред вратата. Потоа, откако ќе се изградат надворешните ѕидови, ќе се отвори кровот на црквата и на тоа место ќе се изгради купола кој што ќе се држи со лаци на надворешните ѕидови. Всушност, старата црква ќе биде внатре. Олтарот нема да се изврши, да се менува, да има никакви градежни работи во олтарот, само во наосот ќе се добие поширок наос. Понатаму во предниот дел се планира на влезот од десна страна да има продавница за свеќи и сувенири, од лево да се изгради каштелница. Значи сето ова ќе биде во склоп на целата црква која што имате на сликата приложено. Понатаму вториот дел, како ќе се заврши со црквата, ќе се изврши партерно редување, ќе се планира да се изгради нов базен за спуштање на честниот крст за водици, летниковци, се планира зеленилото подобро да се уреди, така што целиот двор и не само црквата ќе биде значително видоизменет. Финансиската конструкција за изградба на карајапија на црквата е завршено, станува поставувањето, че ни треба средства за поставување на врати, прозорци, малте рисување и фриско живописот. Поголемиот дел од црковното настојателство обезбедено, тоа е благодарение на верниците од Брвеница кои што овие изминати 12 години дарува, не штедејќи се себе си, донира, спонзорира и еден поголем дел дава господинот Радко Анџелковски кифла. Тој е еден од, можам да кажам, иницијаторите што денес да започнеме со изградбата. По повод почетокот на градежните работи за проширување и обновување на црквата Свети Атанаси во Брвеница, во недела на 16 септември ќе се изврши водосвет и молебен за успешен почеток. Со Светата Божествена литургија со почеток во 8:30 часот ќе чиноначалствува неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-Гостиварски Господин Јосиф. Тоа во 9 часот 30 минути ќе се изврши водосвет и благослов, односно молебен за почеток на градежните работи. Во 10 часот е планирана братско-сестринска трпеза на љубовта. Се покануваат верниците за што помасовно присуство на молебенот за успешно проширување и обновување на црквата Свети Атанаси во Брвеница. Додека пак заинтересираните граѓани кои сакаат за здравје да донираат и да помогнат во изградбата, истото можат да го сторат лично во црковната каса или пак на жиросметката за донации. Во Гостивар денес се одржа работилница на која беа презентирани можностите за финансиска поддршка на проекти од Европската Унија и начините како да се искористат. Пред присутните зборуваше Никола Бертолини од делегацијата на Европската Унија во Македонија. Во Гостивар денес беа представени можностите за финансирање на проекти кои ги нуди Европската Унија преку своите фондови и како тие најдобро може да се искористат. Работилницата беше наменета за граѓанскиот сектор, представници на здруженија, локалната самоуправа и бизнис заедницата. Никола Бертолини, раководител за соработка при делегацијата на ЕУ, пред присутните зборуваше за актуелната и за идната планирана поддршка на проекти од страна на Европската Унија. Бертолини истакна дека во моментов се спроведуваат околу 180 проекти поддржани од ЕУ низ општините во Македонија, а како лидер во искористување на грантови го посочи Куманово. Тој рече дека целта на ваквите работилници е подготовка и подобра информираност за поголемо искористување на европските фондови. Every year in projects
at national and local level. Можности има многу. Европската Унија троши 90 милиони евра годишно за проекти на национално и локално ниво. Проектите кои што ние ги финансираме имаат две цели. Првата е да се зголеми благосостојбата на граѓаните и втората да се подготват подобро државите за влез во Европската Унија. Даваме поддршка за реализирање на проекти за подобра инфраструктура, владење на правото, заштита на животната средина, економски развој, образование, вработување и други. Преку овие работилници имаме за цел да ве подготвиме и да ве информираме на кој начин може да стигнете до средствата од фондовите. Учесниците на работилницата споделија своји искуства околу пречки и слабости со кои се соочиле во спроведување на активности финансирани од ЕУ, како и за главните проблеми откако проектот ќе биде завршен, односно како да се обезбеди одржливост. Денешната работилница во Гостивар е дел од кампањата ЕУ за тебе, која делегацијата на Европската Унија ја спроведува периодов во повеќе градови низ Македонија. Дискусија за предноста и користењето на европските фондови беше организирана во општина Тетово, покрај представници на невладините организации. На неа присуствуваше и евроамбасадорот Самуел Жбогар. Денеска, имавме еден интерактивен настан со невладините организации кои се активни во општина Тетово и представници нормално и од секретаријатот за европски прашања, се со цел на взаемна дискусија за предноста и користењето на европските фондови. Со присуство непочести и амбасадорот на Европската Унија во Македонија, имаше можности тој да ни се обрати. Сметам дека го повторивме уште еднаш тоа што сите го знаеме, дека Македонија како земја кандидат у моментот е корисник на предпристапните фондови, но со почеток на преговори, а утре и со членство во Европската Унија, фактички зголемувањето на тие фондови е драстично, што уште еднаш покажува дека Европската Унија и НАТО не ни се партнери само со зборови, туку и со директни инвестиции во добробитта на нашето општество. Ние ќе продолжиме максимално да ги поддржиме нашите невладини организации од градот Тетово и во однос на градење на заеднички проекти за користење на овие фондови, но и со кофинансирање таму каде што тие ќе можат да се квалификуваат како добри и квалитетни проекти. Тоа се политики на општина Тетово, има разлика од пред 2013 и после, за мене и за мојата администрација и администрацијата на граѓаните на Тетово беше многу важно за да можеме да бидеме што повеќе конкурентни во однос на овие фондови. Како резултат на тоа, нашите училишта се влезени и тоа многу добро во проектите Еразмус Плюс, особено овие стручните средни училишта кои се многу поддржани од страна на проектите на Европска Унија и сакам да го подвлечам најголемиот проект што некогаш го има добиено во историјата општина Тетово е проектот за отпадните води, што е ИПА проект од вредност од 30 милиони евра со покривање на градот со 2 колектори и пречистителна станица за отпадните води, што заедно со општина Струмица и со општина Битола бидуваме трета општина која е директен бенефишери од овие проекти. Мислам дека уште еднаш велам после 30 септември ќе ги имаме уште повеќе. Група граѓани од ромската заедница од Гостивар, поддржани од невладината Месечина, поднесоа петиција до градоначалникот, председателот на Советот и координаторите на политичките партии, со која бараат да се обрне внимание на важноста од донесувањето на локалните акциони планови за ромите во Гостивар. Оваа петиција има за цел да го привлече вниманието на сите советници во Советот на општина Гостивар, сериозно да ја објасни важноста од носењето на локалните акциони планови за ромите во Гостивар. Во моментот отсуствува одлуката за донесување на локалните акциони планови за роми во Гостивар, а со тоа отсуствува и инвестирањето на владата и на другите заинтересирани институции, домашни и меѓународни, кои што имаат намера и сакаат да учествуваат во имплементацијата на овие локални акциони планови за ромите.
Со оваа граѓанска петиција, ние уште еднаш сакаме да потенцираме дека по нивното усвојување локалните акциони планови стануваат политика на локалната самоуправа, а не политика на граѓанските, на невладините организации. Македонците кои ги користат медиумите на интернет многу ретко ја проверуваат вистинитоста на информацијата, беше посочено на дебатата одржана во Тетово, под наслов «Како да се информира и да се биде информиран». Учесниците посочија дека мора да се проверуваат изворите на секоја вест, затоа што модерните медиуми најчесто се злоупотребуваат од центрите на моќ. Злоупотребата на онлайн медиумите најчесто се врши од центрите на моќ или поточно политичките партии кои заради политички и економски интереси создаваат онлайн медиуми каде се шири невистинита пропаганда. Злоупотребата на модерните медиуми се случува затоа што тие не се регулирани, а државните институции не реагирале на лажните вести, клеветења и навреди кои се објавувале во нив. Мислам дека во Република Македонија најголем проблем и речи на некој начин и голем двигател и поттикнувач на проблемите во онлайн сферата се политичките партии, центрите на моќ, по политичка, некош и економска основа. Всушност нетранспарентноста во тој дел во онлайн сферата, која што е поттикната од создавање на различни веб страници, профили на социјални мрежи кои што се некојаш анонимни, за кои што нема никакви податоци и се всушност проблем кој што го поттикнува и го иницираат политичарите, политичките партии, кога тие самите ќе сватат дека тие се голем дел од проблемот и активно треба да се ангажираат тој да се адресира и да се реши, тогаш ние вистински можеме да го средиме хаосот во интернет сферата. Тие кои ги користат модерните медиуми ретко го проверуваат изворот и вистинитоста на информацијата. Заклучок за кој што може да се извлече од ова истражување е дека нашата онлайн публика, корисниците на социјалните медиуми, многу малку ги проверуваат вестите, значи многу малку бараат кој е изворот на веста, и второто подпрашање што го ставивме е дали бараат дополнителни информации за да си ја дообјаснат, доразчистат веста. Друг еден значен заклучок кој што може да се извлече е дека јавните личности кои што ги следиме онлайн се значителен фактор во креирањето на јавното мислење. Најмногу се следат спортистите, уметниците, тејачите, значи луѓето од забавната фила, додека политичарите, има еден податок дека 17% од онлайн корисниците следат политичари. Евроамбасадорот Самуеш Богар, кој присуствуваше на дебатата, посочи дека користењето на информациите кои се користат од онлайн медиумите е голем предизвик и треба внимателно да се примат лавината на вести кои доаѓаат преку овие медиуми. Дека преку телефоните, компјутерите доаѓаат лавини информација, тука се лажните вести и треба да се провери точноста, да имаме наша одговорност. Демократијата значи да се слушне туѓото мислење и да се води дебата со тоа. Министерот за образование Арбер Адеми истакна дека основен приоритет на владата е да се развие медиумска писменост во Македонија, а тоа ќе се направи преку образованието. На дебатата беше посочено дека во нашата држава и покрај лесната достапна информација која се добива преку онлайн медиумите, нашите граѓани преферираат вестите да ги добиваат од телевизиите. Референдум 2018. Треба да се бориме референдумот да не успее. Ова е света борба за сите македонци, порача на вчерашниот собир во Гостивар од кризниот штаб за бојкот на референдумот Бојкотирам. Мотото Македонија бојкотира во Гостивар се одржа собир во летниот амфитеатар кој го организираше кризниот штаб за бојкот на референдумот, што го сочинуваат партии, организации, здруженија и иницијативи. Јанко Бачев, председател на партијата Единствена Македонија, пред присутните им порача на граѓаните да не излегуваат на референдумот, да не дозволуваат да бидат изманипулирани и да се борат за името и идентитетот. Треба да се бориме референдум да не успее, да ја пренесеме пораката, бидејќи со ова веќе нема повеќе што да изгубиме. Влогот е голем, ова е света борба за сите нас, како македонци, да останеме своји на своето
да успееме, бидејќи, како што кажам, значи нема повеќе што да изгубиме. Ова е момент кога треба сите да се обединиме како македонци без разлика на партиските политичките определби, бидејќи ова не е борба на индивидуалци, на политички лидери, не е борба за власт, не е борба на партии, ова е борба за опстанок на цел еден македонски народ. Борба за опстанок на Македонија и на македонците. Затоа ние мора да ја добиеме оваа битка. Според Бачев, власта е свесна дека нема поддршка од граѓаните за референдумот, а седницата на Уставниот суд за оценување на уставноста на одлуката за распишување референдум е наменска, со цел истата да се укине. Еве, пред малку видовме дека Уставниот суд закажал седница за 19 септември на која што ќе ја стави на дневен ред точката одлуката за референдум. На некој начин ова се потврдува што ние го кажавме уште пред месец дена, бидејќи последната анкета што владата си ја нарачила за себе, за интерни потреби, им покажала катастрофален резултат, дека 80% од македонците масовно ќе бойкотираат, нема да излезат на референдум, знаат дека нема да успе референдумот и сега многу е веројатно во среда на 19 ова да е наменска седница свикана на Уставниот суд, да направат притисок и да ја укинат одлуката, со тоа што сите да се извлечат и да бидат срекни од овој голем срам што сакаат да ни го наместат во Македонија, да ја укине Уставниот суд одлуката и после нормално Заев ќе се повика дека се големи демократи, дека ќе ја почитуваат одлуката, дека судот одлучил, дека не се мешаат во одлуката на судот, фактички ќе сакаат да го избегнат големиот срам. На собирот во Гостивар своји обраќања има и Чеде Цветановски и Љупчо Велјановски, кои се дел од кризниот штаб Бојкотирам. Општинската организација на СДСМ Тетово ги повика граѓаните на Македонија да гласаат за на престојниот референдум со цел посветла иднина и враќање на правната држава. Почитувани, моите колеги правниците знаат дека секој конфликт на крајот завршува со договор, со компромис. Идеален компромис нема. Во компромисот нема ниту победници, ниту губитници. Сите по нешто добиваат и по нешто губат. Договорот подпишан со Грција е класичен компромис. И двете страни направија отстапки за заедничко добро. Двете договорни страни нешто губат и нешто добиваат. Да поразговараме за тоа што го добива Република Македонија. Остварување на 30 годишните зацртани стратешки цели, отварање на пат кон просперитет, кон НАТО и ЕУ. Раст и развој, инвестиции, подобра и посветла иднина за нас и за нашите деца. По 30 септември нема повеќе црни сценарија за делби, поделби, масакри и војни. Македонија добива траен мир, добива безбедност и сигурност. По 30 септември нема повеќе суди од тефтерчиња, нема нарачани пресуди, понижени и посрамени колеги. Македонија добива независно и стручно судство, не партиски, туку професионална администрација. Пред сето тоа да се случи, на 30 септември не очекува референдум на кој треба масовно и јасно да се произнесеме. Дали сме за договор, дали сме за компромис. Или си за, или си против, трето нема. Немој да си за Заев, ниту за Мицковски. Немој да си за Али или за Тачи. Биди за сам себе. Биди за Македонија. Ако си за, тогаш си за себе. Тогаш си за светла иднина. Ако си против, тогаш си за Заев, за Мицковски, за Али и за Тачи. Ама не и за себе. Биди за светла иднина. Референдум 2018. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност и со слаб ветер претежно од северозападен правец. Утринските температури се движеа од 11 до 20, а дневните од 23 до 29 степени. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 6.
Утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност и со слаб северозападен ветер. Утринските температури ќе се движат од 13 до 21, а дневните од 24 до 30 степени. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 6. Вестите ги завршуваме. Пријатно.